начинот на кој што беше доведена господјата без одлука на Државната изборна комисија, гласав против за графолошко вештачење на нејзиниот подпис, од причина што како Државна изборна комисија излеговме надвор од надлежностите кои што ги имаме. Начинот на кој што господјата прво беше доведена, пачувана таму, за мене лично е инкриминирање на тие докази и вчера јасно кажав дека тие докази на господјата не ги сметам и за мене се ирелевантни. Во таа смисла, единствено важно ми е она кое што го потврди Општинската изборна комисија. Тие кажаа дека се одговорни и одговараат дека ни на едно лице не му дозволиле да гласа без лична карта. Начинот на кој што лицето ја доведе овде и како сугерираше дека се уфрлуваше дека е комшија и објаснуваше друго, ми отвора одредени сомнежи таму. Не постои, не е исклучена и можноста господјата да има изгубено лична карта, претходно извадено нова лична карта. Не сум сигурен некој друг да ја злоупотребил нејзината лична карта. Сепак и во случајов, и вчера кажав, во случајов се работи за повреда на лично право, на лично гласачко право. Од страна на господјата нема поднесено приговор за заштита на правото на гласање, за личното право, нејзино. Од тој аспект сметам дека и другите факти кои што ги наведоа пред колегите претходно, лично сметам дека овој предлог треба да се одбие, а понатамошна одговорност, бидејќи во случајов ќе има и одговорност за некои консеквенции, нека си одлучи надлежен суд. Ние не сме како Државна изборна комисија суд, па да ги судиме луѓето. Надлежниот суд нека одлучи во оваа постапка. За мене е релевантно само изјавите на Општинската изборна комисија, кои што рекоа дека ниту еден гласач не дозволиле да гласа во име на друг. И исто така не и дозволили и на господјата, бидејќи утврдиле дека на нејзиното место е потпишано друго лице кое што гласало, наводно гласало во нејзино име. Од тој аспект сметам дека предлогот треба да биде одбиен.